Од што се расипуваат забите, кои причини доведуваат до загуба на еден или повеќе заби, како да ја одржуваме хигиената на забите, бидејќи не само од здравствени причини, туку пред се и од естетска природа, бидејќи сите сакаме да имаме убава и блескава насмевка. Што е пародонтопатија, кои се симптомите, како настанува, како се диагностицира, како се лекува и како се третира, зошто е важно чистењето на забниот камен, како полесно да се справиме со крварење на непцата, како да се грижиме за вештачките заби, било да се мобилни или пак фиксни, и какви компликации по здравието понекогаш може да предизвика ненавремената и несоодветна грижа за здравието на забите, односно за оралната хигиена. На сите овие прашања и оваа тема која што веќе ја најавив, денеска разговараме со доктор Блирта Зекири, стоматолог од клиничката болница Аџибадем Систина, која веќе ни е дојде на визита. Добар ден и добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Тема која што ќе опфати поголем дел од денешната популација и денешните гледачи кои што ќе ја следат визита, бидејќи е тема која што може да почнеме да зборуваме за неја уште од раната возраст па се до оние поодминати години. Грижата за оралното здравје. Што е орално здравје и зошто е важно да имаме здрави заби? Значи, забите, заедно со потпорниот апарат, слузницата на устната шуплина, мастикаторните органи, како што е јазикот, мускулатурата, ја создават устната шуплина. Устната шуплина представува влезна врата за организмот на човекот. Преку устната шуплина, значи, ние се овозможуваат многобројни функционални функции кај организмот, како што е џвакањето, како што е фонацијата или говорот, како и физиономијата или естетскиот изглед. Од тука потекнува и значи и важноста за одржување на оралното здравје. Кога зборуваме за оралното здравје, ние практично зборуваме за еден сегмент на здравјето, системското здравје на организмот. Затоа и целта на современата стоматологија поготово е одржување, токму правилно одржување, значи, на оралната шуплина или оралното здравје, а со тоа и општата здравствена состојба, а сето тоа овозможува еден поквалитетен живот. Така, не само од здравствени причини, туку и од естетска природа, така? Да, бидејќи убавата насмевка, значи и убав печаток, оставање убав печаток, дали кај останатите. Па добро, и дефиницијата како здравје, значи опфаќа и психичкиот аспект, социјалниот аспект, физиолошкиот аспект, и затоа, значи, одржувањето на здравјето, на оралното здравје, практично значи одржување на здравјето на организмот во целина. Така. Од што најчесто се расипуваат забите, или пак пред да преминеме на тоа како да одржуваме хигиената на забите? Значи, хигиената представува еден многу важен фактор каде што ние може да придонесуваме. Значи, хигиената ја одржуваме, може да ја одржуваме во домашни услови, меѓутоа многу е битно начинот како тоа да го направиме. Значи, правилниот избор на четка за заби, паста за заби, правилниот начин на четкање на забите представува еден многу битен фактор и важен фактор за одржување на здравјето на забите. Исто така, тука да спомнуваме редовните стоматолошки контроли, затоа и се препорачува на 6 месеци контрола кај докторот стоматолог, бидејќи секоја промена во рана фаза е услов за лечење. Сите напреднати стадиуми на било какви патолошки промени во устната шуплина представуваат потешки и подолготрајни така, дефинитивно. Така, да. Од што најчесто се расипуваат забите? Зошто доаѓа до загуба на забите и како да ги надоместиме истите? Најчести причини за загуба на забите на прво место е денталниот кариес, исто така и пародонтопатијата. Кариесот, како и пародонтопатијата, ја предизвикуваат бактериите кои што се наоѓаат во устната шуплина, поточно денталниот плак. Денталниот плак представува една леплива маса која што се наталожува околу забите и доколку нередовно се отстранува,
тогаш тоа представува услов за размножување на бактериите, кои што бактерии представуваат главен фактор за расипување на зъбите, како и подпорниот апарат на зъбите. Така, но тоа мораме да го направиме на стоматолог, така? Чистењето на зъбите, како што спомнавме и претходно, значи секојдневно тоа го правиме во домашни услови, со миење на четкање на зъби, со употреба на дентален конец, со употреба на антисептички средства. Меѓутоа, доколку не успееме, има случаи каде што зъбите се неправилно поставени, потешко се чистат, затоа и потребно е, значи, редовна контрола на стоматологот. Сето тоа што не можеме во домашни услови сами да го направиме, тоа можеме кај нашиот доктор. Така, иако за жал веројатно не имаме навика на 6 месеци да си ја проверуваме состојбата, нели, со оралното здравје. Во каква состојба се зъбите, туку чекаме едноставно кога ќе се појави болката или пак кога ќе се појави некој проблем. Ова препорака, нели, се вели здравите навики се учат уште од најмали ноза, така? Родителите прво тие здрави навики да ги постигнат кај своите деца, за да се прават тие редовни контроли. Затоа и веднаш по никнувањето на зъбите кај малите деца се препорачува, значи, стварање на навика на четкање зъби уште од најмала возраст, за тоа да продолжува во текот на животот. Ја споменавте пародонтопатијата, токму и за неја ќе посветиме еден дел од денешната визита, бидејќи е чест проблем кој што се јавува кај популацијата, како што и вие ни спомнавте. Значи, како што спомнавме, во усната шуплина зъбите се поставени во алвеоларни чашки или во чашки во коска, и преку посебни лигаменти е поврзан зъбот за коската. Целата структура го представува парадонциумот или подпорниот апарат на зъбот. Сега, доколку, како што спомнав и претходно, не доаѓа до чистење на денталниот плак, тоа создава услови за размножување на бактериите, како и за минерализација на тој дентален плак, кој што доведува до создавање на зъбен камен, кој што сите го знаеме. И зъбниот камен на некој начин е главниот причинител за настанување на пародонтопатијата. Зъбниот камен оневозможува физиолошко самочистење на непсата, а исто така директно, значи, врши притисок врз крвните садови и на тој начин ја нарушува циркулацијата на крвта во овие делови. Пародонтопатијата представува една многу распространето заболување. Околу се предпоставува, значи статистички, дека околу 90% од популацијата имаат некој вид на пародонтопатија. Меѓутоа, лошата страна, да кажеме, кај пародонтопатијата е во тоа што пародонтопатијата не боли се додека не се јават компликациите. Во првата фаза на пародонтопатијата, во првата фаза, кога се опфатени само непцата, а знаеме дека се додека имаме здрави непца, тие не треба да крварат, не треба да болат, не треба да имаме, значи, чувство на термички сензации, да чувствуваме топло, така. Значи, тоа представува, значи, здравен подпорен апарат. Доколку имаме било каков или еден од овие симптоми, тоа значи дека имаме некој почетна фаза или напредна фаза на пародонтопатијата. Така. Значи, почетните симптоми кои што треба првично да ги забележиме, нели, за да почнеме и нешто веќе да правиме, но ќе продолжиме за пародонтопатијата да зборуваме веднаш по вестите. Време е за вестите во 11 часот, да ги погледнеме и слушнеме најновите информации од земјава и од светот. Колегата Драги е подготвен да ни ги презентира најновите вести. Драги, повели. Продолжува денешната визита на доктор Блерта Зекири, стоматолог од клиничката болница Аџибадем Систина. Доктор Блерта, почнавме да зборуваме за пародонтопатијата, почетните, првичните фази, симптомите, манифестирањето. Како да ги забележиме тие промени и кога треба да посетиме лекар-стоматолог? Значи, здрав подпорен апарат подразбира непца или гингива која што не крвари, која што не боли, немаме непријатна миризба и немаме болка при термички сензации, при пиење на ладни или топли напитоци.
кога ние ќе уочиме еден од овие симптоми, значи дека е време да посетиме стоматолог, доколку тоа не сме го направиле претходно. Пародонтопатијата обично почнува најчесто како едно благо воспаление на непцата, кое што доколку се третира на време представува и практично потполно лекување. Меѓутоа, доколку не се отстрануваат причинителите кои што доведуваат до појава на пародонтопатија, тогаш тоа представува прогресивно заболување. Во почетокот настанува воспаление на непцата, а потоа настануваат така наречените пародонтални џепови. Тоа значи дека инфекцијата прогредира внатре во самиот простор меѓу коската и забите, настанува акумулирање на патолошко ткиво, доколку не се третира. Понекогаш во некои случаи, значи може да настанат и така наречени пародонтални абцеси, кои што не се, да кажеме, битни само за оралната шуплина, туку преку овие пародонтални абцеси може да настанат фокуси кои што понатаму преку крвотокот може да направат и да предизвикуваат и некои други патолошки промени во целиот организам, поготово кардиоваскуларниот систем, како и зглобовите. И затоа, значи, многу е полесно доколку навреме се третират, него да се третират последиците. А да не зборуваме дека со самата деструкција на коската која што настанува со прогредирање на самиот инфективен агенс, доаѓа до редукција на коскиното ткиво, доаѓа до оголување на вратот од коренот и во крајната фаза практично ние губиме здрави заби. Така, значи, крварењето на непцата е нешто што првично би можеле да го забележиме, бидејќи ако веќе почне да се расклатува забот, значи ли тоа дека е во некоја поодмината фаза? Доколку веќе се расклатуваат забите, тоа значи дека веќе сме во напредна фаза на пародонтопатија. Затоа сме оставиле многу време да помине, чувствувајќи го проблемот, а не преземајќи ништо. Тоа во прв поглед изгледа како нешто едноставно, вообичаено. Крварат непцата, тоа не е ништо страшно, меѓутоа тоа представува важен знак, аларм, да кажеме, дека дефинитивно треба да преземеме нешто. Така. Она што и вие го велите, многу е поважно, нели, диагностицирањето се восстановува дека станува збор за пародонтопатија или пак некој друг проблем, но многу е поважен третманот и лекувањето. Да ги слушнеме прво гледачите, па потоа ќе продолжиме и ќе ги објасниме сите важни работи кои што се однесуваат на третманот на пародонтопатијата. Добар ден за првиот гледач, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, до ви благодариме. Докторка. Да. Гледач кој ќе поставя едно питање несоодветно, можда се однесува за устната шуплина, за вилиците. Добре. Меѓутоа не знам колку ќе може да одговоря. Така, рековме, оставаме простор да се постави се што ве интересира од областа на стоматологијата. Да, повелете. Ставам прашање. Боледувам од болест Бехтер. Можда за вас, стоматолозите, тоа не е некоја болест, ретка болест е. Не знам и колку имате чуено. Дали сте се и уште на линија? Да, или пак имаме одредени проблеми со комуникацијата. Големеност, добро, скаменетост, болки, што стварно не знам што да правам. Сега како Бехтер, што имам болеста, на мене лекарите ми имат препишано нели за болките метадон. И јас тоа не можеме убаво да го слушнеме до крај гледачот и барем врз основа на ова што ни го кажа. Една препорака до него.
спомна гледачот дека нешто чувствува болка. Дали тие болки ги чувствува... Имавме прекини, не успеавме докрај да го слушнеме сега. Дали тие болки ги чувствува во зглобовите, во зглобот, дали тие болки ги чувствува внатре, значи во оралната шуплина. Он спомна дека зема метадон за болки, меѓутоа метадонот представува лек против болка, било каква болка. Сега не знам, не можев точно да... Може би и прашањето негово ќе беше дали лековите кои што веќе ги прима би можеле да имаат некакво влијание врз здравјето на забите, но оставаме во некоја следна прилика повторно да го слушнеме. Јас ми е многу жал што не успеавме убаво да ве слушнеме. Продолжуваме со следниот гледач. Добар ден и за вас. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, добар ден. Попуштите мали дебелата многу. Имам проблем со устата, нешто како солено ми иди на јазик скоро цел дена. Јас бев еднаш на клиника во Скопје и ми даде хидрогелон, бетамбине и едно плаво за на јазикот за навечер. Од сето тоа досега ништо, апсолутно немам никакво подобрување. Како може да дојдам до крајот да се истина или да видите вие? Говорите, доколку е тоа прашањето, ви колку што разбрав, значи чувствува некоја нелагодност на јазикот, устната шуплина. Значи треба да се направи една контрола, да се направи инспекција, да се види дали има било какви промени во устната шуплина, дали пациентот боледува од некое друго заболување, пошто знаеме многу бројни општи заболувања као прв симптом или меѓу симптомите се промените во устната шуплина. Затоа треба да се направи една комплетна контрола со анамнеза од страна на пациентот и да се види што е главната причина за тие промени во устната шуплина. Слободно, значи, гледачот може да се јави, па ќе направиме комплетна анализа и комплетна контрола, да. Така. Добар ден за следниот гледач. Продолжуваме со вашите прашања. Повелете. Добар ден. Добар ден. Да. Веќе сте вклучени во визита, повелете со прашањето. Се јавувам во врска со овие мобилните протези, односно фиксните. Мојот син има 16-17 години и носи горе и доле протеза. Тоа што вилицата му е една помала, па ја шириме, па со ластици. А се уште има млечна петка. Што ми препорачувате и дали да остане, да се вади, како би бил третманот понатак? Со оглед на тоа што има мала вилица, ситни заби, сега крупни, со текот на растот сите се сменети, само таа е млечна петка, со тоа што доле нема израсток, мислам, нема никакво почеток на друг зад нов. Така. Требаше ли дополнително нешто да прашате? Разбрав. Значи, пациентот има фиксни апарати, во горна ортодонски, значи апарати, во горна и долна вилица. Ортодонтот е тој кој што ќе одлучува како ќе се одива планот и терапијата. Доколку смета дека нема потреба да се вади млечнава петка, тогаш и нема да ќе остане се додека значи може да остане во устата. А како што разбрав, пациентката господјава рече дека има една помала, една поголема вилица, тогаш сигурно значи има причина зашто е оставена таа млечна петка во устата. Се прави проценката и често пати се случува така да остане и млечен зоб. Поготово има значи случаи кога немаме зачеток на трајните заби. И практично остануваат млечните заби се додека траат. Да, добро. Продолжуваме понатаму со вашите јавувања. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Ве слушаме, повелете. Гледачка од Велес. Имам едно прашање, сега дали ќе можам убаво да го објаснам. Имам проблеми со забите, имам крварење на долната вилица и помеѓу секој зап ми се појавија како дупки
Не ми се разронети забите, туку само мепцето ми е како длабнато и помеѓу секој зап имам дупка. Се познава, се гледа, кога ќе се насмеам, кога ќе отварам устата, се познава дека имам дупка. И кога се обидам да ги измијам забите од мепцето, кога ќе допрам ми крварат. Добро, колку време е веќе ваквата состојба? Па, скоро сега е 2-3 недели. А сте побарале ли, односно, сте посетиле ли стоматолог за Да, ваквите проблеми кои што ги чувствувате? Да, ми дадоа мас за мепцата само да ги мачкам, ама немам никаков ефект. Така, добро, ви благодарам. Како што разбрав, значи, ова представува еден облик, и тоа понапреден облик на пародонтопатија. Во секој случај, значи, треба да се направи една рентген снимка, да се види дали има оштетување на или деструкција на коската, зашто се тие вдлапнатини меѓу забите, пошто во нормални услови, значи не постојат вдлапнатини меѓу забите, тоа е покриено со непцето или гинкивата. И тука ќе спомнам и во правецот на лекување, значи на пародонтопатијата, постојат неколку повеќе начини, да кажеме, конзервативно и хируршки начин на лекување на пародонтопатија. Во почетокот се почнува со конзервативното лекување, со чистење на плакот, со чистење на забен камен со ултразвук или пак со ласер. Доколку на тој начин, значи, не може да се отстрани, не може да повторно се припојува непцето за забите, или во овој случај кога имаме поголема деструкција на коската, тогаш се пристапува хируршки, значи се отвара целото непце, се киретира или се отстранува патолошкиот процес и доколку значи има потреба, доколку има поголема деструкција на коска, тогаш можеме и со вештачка коска да го дополнуваме тој дефект. Затоа е неопходно, значи, да се направи една рентгенска снимка, да се процени дали и колкава е деструкцијата на коската и тогаш да се пристапи кон лекувањето. Така, гледачката посетила стоматолог, но не знаеме што е таму направено, така кои се препораките кои што понатаму, но да не се остава ситуацијата да си остане така, иако нели е малку подолго трајно лекувањето и терапијата, да не се откажуваат пациентите и да не се обесхрабруваат уште на самото. Значи, лекувањето на пародонтопатијата представува доста долготраен процес со можност за повторно враќање на претходната состојба, затоа треба повеќе трпение. Малку поголема упорност и трпение од двете страни. Да го слушнеме и следното јавување и следниот гледач и вашето прашање. Повелете. Добар ден. Ало, добар ден. Да. Поздрав на сите во студијето. Јас имам ќерка од 6 години, пред 4 години имаше многу слаба крв и од тогаш нагло почнаа да и се ронат буквално забите и да ги губиме млечните заби. Значи, забите почнаа да биват црни, да стварат некротични, како ги викате вие? Гангрена. Добро, не е проблем. Почнаа да стварат многу јаки болки, ќерка ми почна да крема температура и бевме на заболекар, ми дадоа некои бетадине за испирање на устата, отворија 2 запчиња за да не се ствара некротични проблеми, да не ја отекуват местата. Сега се уште немаме видено ново запче. Без разлика што ги нема предните до очните или кучешки заби, тие ги само има. Позади има само еден капник, сите други се 90% сронети запчиња. Нема сега проблем, нема никаква болка, ама запчињата се уште не се изникнати. Не знам што да преземеме, дали може да ми кажете што да преземеме, да би можеле новите запчиња кои ќе никнат, да ги спречиме да дојде до тоа. И дали постои веројатност новите да бидат добри, здрави и бели, бидејќи
се храним колку што можеме по-здрав, а сепак се разговараме за дете од 6 години. Така, во ред. Ви благодариме за јавувањето, ќе го слушнете и советот и препораката. Значи, станува збор за дете од 6 години. Никнувањето на трајните заби почнува од 6 до 7, па и некојаш и покасно до 8 години. Исхраната е многу важен фактор за да имаме здрави заби. Господјава кажа дека имала се грижат во тој поглед, во тој поглед, пошто имала слаба крв, анемија. Значи, исхраната е многу важна за да имаме здрави заби. Сега, во овој случај, доколку родителите се загрижени, слободно може да направат една рентгенска снимка, да видат каде се, доколку ги има зачетоците од трајните заби, тоа ќе се види на рентгенска снимка. Меѓутоа, нема потреба за некоја да се загрижат, пошто тоа е нормална појава. Инаку, тука да спомнам и дека доколку значи, овие абцеси што се создаваат при деструкцијата на забите, значи може да доведат како во овој случај, значи до покачена температура, до општа лоша состојба. Меѓутоа, тоа што може да го направат во овој момент е само да направат една рентгенска снимка, да видат до каде се забите и потоа никнувањето на забите представува физиолошки процес, така да тоа ќе се дојде се на своје време. Но не мора секогаш да значи дека вака разронетите, така или уништени млечни запчиња ќе бидат некаква причина за кога трајните ќе изникнат да бидат лоши заби или не, така? Не мора да значи. Да, значи не мора да значи. Меѓутоа, пошто имала, значи, претходно анемија, во тој поглед, значи, во таа насока за подобра исхрана, со богато со погрижливи, повнимателни, така околу тоа. Да. Следуваат реклами, почитувани гледачи, не останете со нас. Со визита продолжуваме веднаш по рекламите за темата за која што зборуваме, а за брзо време ќе го имаме и вклучувањето на нашиот редовен и постојан соработник, магистер Илчо Захариев, кој што ќе ни зборува за лековитите својства на билката петопрст, но и ќе ни каже за чајот кој што ќе придонесе да имаме здрави и убави заби и непца. Ја гледате визитата на доктор Блерта Закири, стоматолог од клиничката болница Аџипадем Систина. Зборуваме за пародонтопатијата, другите причинители кои што доведуваат до расипување на забите, загуба на забите, но и како да ги надоместиме истите. Доктор Блерта, уште еднаш, барем во оние кратки црти да спомнеме и да повториме за терапијата која што е многу важна при пародонтопатијата. Нели рековме на времената посета на стоматолог, раното препознавање на симптомите, како се манифестира, за да можеме и соодветно да ја лекуваме. Така. Терапијата на пародонтопатијата може да биде конзервативна, хируршка и протетска. Конзервативната терапија подразбира чистење на забниот камен, чистење на забниот плак и со тоа да се спречи понатамошното прогредирање на болеста. Чистењето на забниот плак тоа се може да се врши во домашни услови со нормално четкање на забите и со правилно четкање, да спомнеме, на забите. Меѓутоа, чистењето на забниот камен секогаш се најдобро да, кај докторот стоматолог. Со чистење на забниот камен ние ги отстрануваме, значи, причинителот, го отстрануваме главниот фактор кој што предизвикува пародонтопатија. Доколку имаме формирање на пародонтални џепови, кои што се главниот знак на пародонтопатијата, тогаш освен што правиме чистење на забен камен со ултразвук, ултразвучни вибрации, вршиме и керетажа со посебни инструменти, отстранување на патолошкиот процес меѓу коренот на забот и коската. Тука да спомнеме дека многу пати, најчесто, значи, пациентите се плашат токму од самиот процес на чистење на забниот камен. Меѓутоа, треба да се каже дека тоа е неопходно
неопходно за да имаме здрави непца и здрав подпорен апарат. Најчесто во голем број случаи значи доаѓаат пациенти со напредна фаза на пародонтопатија каде што веќе имаме наталожена голема количина на забен камен и со самото отстранување на забниот камен доаѓа до оголување на коренот до средина, па некогаш и целиот коренот забот. И од тоа пациентите се плашат дека со самото отстранување на забниот камен доаѓа до клатење на заби, што е спротивно. Здравот нивни, ама не е оправдан. Точно, не е оправдан. Значи со редовното чистење на забен камен ние го ја спречуваме значи развојот, понатомошниот развој на пародонтопатија. Доколку не успееме со конзервативното лекување, тука се вклучува и терапија, антибиотска терапија, доколку не успееме со конзервативните методи, тогаш се оди на хируршки методи. Тоа се резен операција, рез операција и гингивектомија доколку има потреба. Значи тоа представува на хируршки начин отварање практично на отварање на забите и да имаме подобра прегледност, понекогаш во некои случаи значи тешко може да пристапиме во подлабоките делови на самата коска, затоа со хируршките методи полесно се овозможува, имаме прегледност, полесно чистење на патолошкиот процес. Меѓутоа да спомнеме дека сето тоа е целиот процес и чистење на забниот камен или било тоа да е хируршко значи лекување, сето тоа се прави со локална анестезија, така да е потполно бесполно. Да не се плашат од болката, бидејќи секој од нас барем еднаш, два пати или повеќе пати нели со страв оди на стоматолог, ама кога знаеме дека го правиме доброто за своето здравје, треба да го надминеме и тоа чувство. Компликации или пак последици од несоодветно и ненавремено лекување или пак ненавремена и несоодветна грижа за забите, па и нелекување на пародонтопатијата во оние моменти кога е најнеопходно. Последиците од пародонтопатијата се губење на забите. Со тоа, значи, имаме последици и општо врз целиот организам. Се губи забниот низ, значи, се губи естетиката, се оневозможува правилното џвакање и исхраната, како и говорот или фонацијата. Значи дека пародонтопатијата, иако изгледа, значи, веројатно и не ја сваќа толку озбилно така. Точно така, меѓутоа последиците се големи не само за оралната шуприна, него и за целиот организам. Така. Да не дозволиме на тој начин заради пародонтопатија да ги загубиме забите. Така. Да ги слушнеме повторно гледачите и нивните прашања. Добар ден за следниот гледач, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Мајка на 12 годишен син. Сакам да прашам петките млечни кога треба да се сменат? А дали се смените кај... Па мислам дека не се едно запче се работи, бидејќи сите се залеани кои ги носат на редовен преглед од училиште, само едно не е, таа петка. И веќе почнува да го боли. Само да кажем мајката дали е направена снимка да се види дека постои трајна петка? Не е направена снимка, бидејќи сега кажува неколку дена дека го наболува. Добро, значи најдобро е да се направи една рентгенска снимка, да се види дали има трајна петка и доколку има болка на тој заб, значи млечните заби се третираат исто како и трајните заби. Треба да посети стоматолог да се види зошто има болка, дали има болка дека е расипан или кариосен забот, или пак има болка дека никнува трајната, пошто во ова време веќе би требало да имаме трајна петка. Така, често пати се случува, нели, трајниот заб да е во непцето, а да не е се уште излезен. Точно така. Единствен начин да се види тоа е преку снимката која што нели рековте треба да се направи. Затоа најдобро е да се направи една снимка да се види дали има трајна петка. Така. Добар ден и за следниот гледач, повелете.
Добар ден. Добар ден, повелете. Сакам да прашам, јас имам мало детенце, 3 години сега ќе правя, меѓутоа има проблеми веќе со запчињата. Цели до питките и се излезени, значи, и единичките веќе и се скршени. Дали веќе може да се носе на стоматолог нешто да и се дава превентивно, пошто се жале и на болки, не може со исхраната да јаде со запчињата. Так, да. Добре, ве разбравме и ве слушнавме. Да. Врз основа на ова што ни го кажа да го дадеме советот и препораката. Станува збор за 3 годишно дете, кај кого веќе се изникнати сите заби. Да кажеме дека веќе е касно за некои превентивни мерки, пошто веќе се расипани забите. Требало порано да се посети стоматологот, веќе во првата година или почетокот на втората, треба да биде и првата визита кај докторот стоматолог. Веќе има болки детето, мора тие болки да се санираат, мора да се посети стоматолог, апсолутно, пошто тоа ќе има последици понатаму. Детево ќе има болки, нема да може да има правилна исхрана. Така нема да се храни како што треба, да. Апсолутно дека треба да се посети стоматолог. Така, може би за превенцијата нели се задоцнело, ама сега нешто да се санира и да се направи за да се помогне, сигурно ќе има начин или решение. Има дефинитивно, значи кај помалите деца, доколку во никаков начин не успееме да воспоставиме комуникација, да дојдеме до болниот зап, постои и начин, тоа се прави под општа анестезија, поготово кај помалите деца, каде што тешко може да се соработува, под општа анестезија може да се санира во една фаза, во една сеанса целото заболо. Така. Во продолжение, почитувани гледачи, ќе го слушнеме јавувањето на нашиот постојан соработник магистер Илчо Захариев, кој што овој пат ни зборува за лековитите својства на билката петопрстно и ќе ни каже за чајот кој што може да придонесе да имаме здрави заби и нерца. Да го слушнеме. Добар ден, почитувани гледачи, ја следите емисијата Визита и секако дека и денешниот мој прилог во прилог на оваа емисија, која верувам ја следите со внимание, ќе биде да научите нешто за природните лекови и како да го подобрите вашето орално здравје. Јас денеска ќе зборувам за едно лековито растение кое има големо значење поради својот навистина специфичен хемиски состав и кој традиционално векови наназад се користи значи низ минатото за лекување на одредени заболувања на уста шуприна, но и за стомачни заболувања. Ќе зборувам за билката Potentilla tormentilla или петопрст. Инаку да кажем дека покрај оваа билка за негување на оралното здравје помага жалфијата, помага кантерионот, бусилокот, мајчината душица. Да истакнем и тоа дека сите оние лековити билки кои имаат етерни масла, кои делуваат антисептички, може да бидат искористени како за гаргара, како за припремање на топли напитоци, припремање на тектури, екстракти за лекување значи на воспалени жлебини и за лекување на парадонтоза. Билката петопрст е наше автохтоно македонско растение. Значи расте овде на нашите простори од најнизинските делови, значи од 300 метри па се некаде таму до 1500 метри надморска височина. Инаку растението се одликува така с убави жолти цветови и во текот на целото лето е доста активно. Ова растение, може би, нашиот народ повеќе го користи за лекување на стомачни заболувања, како што е да речеме појава на гастрит, појава на диареи, дизентерија, проливи, поради тоа што растението има многу танини. Но морам да кажем дека се она што денеска ова растение представува како значење, како природна суровина за фармацевската индустрија, не само кај нас, туку во европските земји, му дава голема важност значи за припремање на лекови кои се користат значи за лекување на стоматолошки заболувања, заболување на уста шуприна, меѓу кои и парадонтоза. Значи од ова растение морам да кажам дека се користи коренот, значи ризомот, и тоа се користи значи корен кој се собира во есен и во пролет. Коренот, значи од петопрст, мора да го соберете во рана пролет или во досна есен, се копа од земјата, се мие со чиста вода, се устрануваат сите оние механички нечистоти, се сече на ситни парчиња и се суши на температура, значи испод 50 степена, може директно на сонце или во рерна, значи до 50 степена. Мора да кажам дека соберењето, сушењето треба да ги зачува убавата, значи боја, црвеникава боја, арома и секако лековитост.
Да истакнем дека петопрстот е доволно испитано растение, значи ние не зборуваме на памет во оваа емисија, туку зборуваме со она што значат научни факти. Значи да кажеме дека ова растение има многу танини. Всушност, потентилата или петопрстот имаат една голема содржина на танини и тоа се некаде концентрацијски од 15 до 30%. Значи ретко некој растение да има толку многу танини. Да кажем дека има и одредена количина нетрно масло, има сапонозиди, има флавониди, нормално органски киселини, минерални материи, но за нас во овој момент се битни флавонидите и се многу значени танините. Танините представуваат соединенија кои се деривати на фенол, односно на гална киселина, и тие имаат силни антибактериски особини, имаат особини да стегаат, значи делуваат астригентно, ги уништуваат бактериите, истовремено танините спречуваат крварење. Всушност, овие особини на билката петопрст, преку танините кои се наоѓаат во составот на ова растение, помагаат да се користи за лекување за болување на уста шуплина, посебно за третман на гингивити или за лекување значи на парадонтоза. Значи, како делува петопрстот за лекување на стомачни заболувања? Најнапред мора да кажем дека го спречува крварењето. Ако имаме парадонтоза, често појава крварење, доаѓа до сопирна крварењето, бидејќи танините ги коагулираат протеините и доаѓа до стегнување на крвните садови, значи тие се стеснуваат и се спречува крварењето. Доаѓа до намалување на воспалението, на црвенилото, значи делуваат противоспалително или антифлогистички, истовремено се намалува едемот, односно отекот и црвенилото. А бидејќи делуваат истовремено и против бактерии, затоа што танините имаат значи природна особина да делуваат на бактерии, делуваат антибактериски, бидејќи ги уништуваат бактериите, фенолот представува еден од најјаките природни средства за уништување на бактериите, можеме да кажеме дека антибактериското дејство се надополнува на другите дејства кои има петопрстот за лекување на стоматолошки заболувања. Од тие причини оправдана е примената на ова лековито растение за припремање на лекови кои се користат значи за воспаление на жлебините, за стоматолошки заболувања, меѓу кои и парадонтоза. Мора да кажам дека ова растение се користи за изработка на лекови во неколку европски земји, и тоа во Германија, во Шпанија, Италија, Швајцарија и Чешка, а инаку представува официјално лековито растение уште од првата југословенска фармакопеја за време на кралска Југославија. Во домашни услови, бидејќи ова растение го има насекаде околу нас, го има и во Западна Македонија, во Источна Македонија, по Вардарието, скоро секаде, може се направат неколку лекови кои навистина можат да помогнат. Прво препорачувам да припремете чај. Чајот од билката петопрст или потентила турментила се припрема како декокт, односно се врие на следниот начин: на 300 мл вода или на едно джезве со вода се става една супена лажица иситен сув корен од ова растение, треба да врие 5 минути, кисто уште половина час, и овој чај се користи значи за гаргара, за туширање на жлебините, и верувајте дека ако тоа го правите 2-3 пати во текот на денот, значи жабуркање тоа да биде 1 до 2 минути, вие ќе имате навистина брзо подобрување. Значи ќе дојде намалување на болката, на отокот на црвенилото, ќе дојде до смалување на воспалението, ќе се спречи крварењето, а истовремено делува и антибактериски. Едномесечна примена на декокт на лек од билката петопрст дава добри резултати, како и било кој друг антисептик кој го користиме и кој го земе во аптеките. Од билката петопрст дома може да направите и тинктура. Тинктурата представува алкохолен екстракт од ова растение, се припрема во однос 1:5, односно 50 грама сув корен или ризом од растението петопрст се ставаат во тегла, се залива со 250 мл спирт вини дилути или развržен алкохол со концентрација од 70% или ракија со волуменска концентрација од 40 до 50%, треба да стои на темно место 10 дена. Во текот на денот се промешува неколку пати, 11-тиот ден се процедува преку газа и се филтрира, имате лек кој е стабилен 3 години. Значи, тинктурата од петопрст е многу стабилен лек и неја може да ја користите значи за третман на жлебините и за воспаление на устна шуплина, затоа што навистина има добри фармаколошки особини. Инаку да кажам дека од петопрстот често пати се прават и прашоци пулверес, значи коренот се меле во фин прашок, ситен прашок, и со тој прашок со малку вода се врши жабуркање значи во устата, на тој начин се прави гаргара и се третира заболување во устна шуплина. Дали петопрстот е безбеден како лековито растение? Мора да кажем дека тоа растение е наистина максимално безбедно. Ова лековита билка докажано е дека нема алкалоиди, нема да речеме гликозиди,
максимално е безбедно како лековито растение и може да користат сите, од најмалите деца па до највозрастните и представува навистина одличен дар на природата кој го има навсекаде околу нас. Со кои лековити билки може да се комбинира? Може да се комбинира значи со тинктура од кантарион, со тинктура од жалвија, со тинктура од мајчина душица и со тинктура од босилок, а истовремено може да се комбинира и со прополис, при тоа потентилата може да биде во однос од 5 до 10%. Почитувани пациенти, бидејќи мислите визита на вистина има голема мисија за здравствено просветување, бидејќи концепцијски ви ги доближува сите овие знаења кои ние ги имаме, ви ги пренесуваме на едноставен начин во вашите домови, верувам дека моите искажувања за билката петопрст, која најверојатно ќе ја припознаете во природа, ќе ви донесат само благосостојба и подобрување на вашето здравје. Од тие причини до наредната емисија ви посакувам да имате многу здравје. Корисни совети и препораки од господинот Илчо Захариев, кои што преку нашата визита ги пренесуваме и до вас, почитувани гледачи. Продолжуваме понатаму, пред да го вклучиме и следниот гледач, доктор Блерта, би сакала само да ни кажете, откако веќе заради парадонтопатија или пак некоја друга причина ќе дојде до загуба на еден или пак повеќе заби, како да ги надоместиме истите? Значи, доколку веќе сме изгубиле заб, остануваат празни простори, се испрекинува забниот низ, кој што представува значи една појава која може понатаму да доведе до поголеми компликации, поготово во темпоромандибуларниот зглоб. Затоа е неопходно значи да се пополнат тие празни простори. Пополнувањето на празните простори се го правиме со вештачки коронки и протези. Тие може да бидат мобилни, може да бидат фиксни конструкции, а во поново време знаеме и вградување на импланти, кои што представуваат значи еден начин на надоместување на загубените заби. И сега протезите, како што кажавме, може да бидат фиксни, може да бидат мобилни протези. Мобилните протези се оние како што се познати кај народот пластичните протези или акрилатни протези, а може да бидат и комбинирани со метални легури. Фиксните конструкции може да бидат поединечни како коронка, доколку имаме деструкција само на еден коронката на еден заб, а останува коренот, или пак може да бидат во форма на мост, мостова конструкција, значи представува една конструкција што надоместува или премостува еден дефект. Инаку тие според материјалот може да бидат комбинација на метал и керамика и порцелан, или пак во денешно време најчесто се значи изработуваат безметални мостови конструкции или и коронки, кои што освен сите други, значи сите други услови што ги исполнуваат, исто така исполнуваат и безпрекорниот естетски изглед. Така. Но и за нив е потребна потоа грижа и нега, така? Дефинитивно. Така, да ги слушнеме сега гледачите кои што очекуваат да бидат вклучени во визита. Добар ден, повелете. Ало? Добар ден, ве слушаме. Добар ден, слушаме? Да. Се јавува еден гледач, значи, од Куманово. Така, повелете. Инаку поранешен пациент, значи, на докторката. Значи, ми беше, значи, матичен доктор, значи, од Куманово. Немам некој прашање посебно, само сакав да ја поздравам и баш ме е мило, значи, што денеска, значи, имаме такви квалитетни кадри, значи. Во ред, ви благодариме за јавувањето. Да. Благодарам. Зборот пациентите, нели, секогаш добре дојде. Така, за докторот. Во очекување на следните јавувања, од она што покажува секојдневието и праксата, често пати се случува и помладите да загубат еден или повеќе заби, па да остават да бидат без заби во устната шуплина, што не е за оправдување. Секоја чест на оние и повозрастните кои што, иако одминуваат годините, сепак се грижат за своето орално здравје. Од вашето секојдневие и од праксата, колку се грижат луѓето за здравјето на забите? Сега, значи, во поновото време, како се повеќе расте свеста кај луѓето, исто така и расте грижата за сопственото здравје и за оралното здравје. Порано пациентите, луѓето тешко
можда и од финансиски аспект и од тоа што немале пристап до информациите. Меѓутоа сега луѓето се претежно информирани, така да секој човек знае дека неопходно е миењето на зъбите, поготово најмалку 2 пати дневно, правилно да се одржува хигиената, правилна исхрана, така да како се повеќе расте свеста кај луѓето и така и расте и грижата за сопственото здравје. Така и можностите што и денес, нели, стоматологијата ги нуди, така, се може да се надомести се што ќе се изгуби, така, само меѓутоа се што се надоместува, тоа не е природно. Така да најдобро е грижата и превенцијата. Да. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете. Гледач од Битово. Така. Прво поздрав до Канал 5. Ви благодариме. И би сакал да прашам во врска со зъбите, иначе сум на 58 годишна возраст. Така. 5 години има, секоја година обавезно морам по еден зъб да вадам. А зашто тоа? Па тоа не е тоа, иначе сум диабетичар, 3 години, со инсулин сум сега. И не знам зашто сега имам зъб моментално расипан, кој од одзора не покажува дека е трул или скапан или расипан, детка е мојата матична, ми ги провери и вика немаш расипан зъб, а јас имам болки. И прашањето главно ми е, јас сум крводарител, дали крводарителството важи исто лекување и кај стоматолозите? Пошто ме пушта матичната кај дежурен стоматолог, тамо вика важи крводарителството, нема ништо да се плати. А кај нас вика, кај мене е мојата матична, нормално ми бара се да плаќам покрај што сум крводарител. Што е правилно? И не знам зашто секоја година морам по еден зъб обавезно да вадам, ја промашив само 2014, 2011 обавезно по еден зъб морам да вадам. Не знам зашто. Така, добро, ви благодариме за јавувањето и за прашањето. Колку што разбрав, пациентот е со диабет, значи шеќерна болест, како што спомнав и претходно, значи голем број на општи заболувања. Меѓу симптомите ги имате, меѓу првите симптоми може да ги имате симптомите во устната шуприна. Кај пациенти, поготово со диабет, секогаш имаме промени во оралната шуприна. Тие се пациенти со каде што имунолошката одбранбена способност е намалена, можноста за инфекција е голема, така да поготово затоа и велам дека многу е битно и многу е важно да се навреме третира и навреме тераписки се почнува со лекувањето. Другиот дел од прашањето, тоа договорот со фондот, не знам. Веројатно ќе треба на друго место да се побара одговор за како е регулирано, меѓутоа што спомена дека секоја година по еден или 2 зъба веќе мора да се вадат. Ќе продолжи ли и понатаму таквата состојба или пак овде има можност? Кај пациенти со диабет е намалено лачењето на плунката, што уште повеќе го сложува физиолошкото самочистење на устната шуприна. Неопходно, поготово кај овие пациенти со хронични заболувања, неопходно е 2 пати годишно контрола. Сигурно пациентот не е од сега со диабет, него претходно. Затоа велиме секогаш најрано, што порано да се оди, да се посетува докторот, за да се спречат ваквите компликации кои што може да доведат до губење на зъбите. Така. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Да, ве слушаме, повелете. Поздрав до Канал 5. Ви благодариме. Да, продолжете да го слушнеме вашето прашање. Сакам да прашам до докторката едно прашање. Имам внука 18 месеци
и многу тешко им никнуваат забите. Дали од тоа има нешто губење апетит, зашто нема апетит детето? Добро, ви благодариме. 18 месеци. Да. И многу мало бебенце, така, за да се очекува да... Точно така. Да никне. Во ова фаза веќе, значи, продолжува никнувањето на забите. Никнувањето на забите понекогаш е пратено со овакви симптоми, значи, со раздразливост. Почнува никнувањето некаде од 6 до 7 месец почнува никнувањето, меѓутоа тоа секогаш е релативно, значи има пациенти каде што различно. Да. Едно општо правило дека од 6 до 7 месец веќе почнува никнувањето на првите млечни зъби и продолжува се до втора година, почетокот на третата година. Сега може, значи, понекогаш може да се јавува раздразливост кај детето, да се јавува намален апетит, понекогаш и лесно покачена температура, така да доколку има, значи, мора да се направат и други прегледи, испитувања, да се види дали постои дали постои некое друго исхрана или пак што се однесува до никнувањето на зъбите, може како појава да се појави губење на апетитот, меѓутоа тоа не треба да трае долго време. Така, во секој случај посетата кај нивниот матичен педијатар, нели ќе се спомнат сите овие промени кои што родителите ги забележуваат или пак бабите и дедовците кај своите внучиња, за да може да се најде причината. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Гледат од Скопје се јавувам. Така, повелете. Имам пред 15 години направено заби протези, комплетно. Многу добри ми направи, приватно си плати, иако сум социјално сигурен, ми направи без грешка. Сега во последно време почна да ми се попустат зъби. И сега која јадам, ми шлакаев. И сега не сум попустен во организамот, ту се поправен со кога ми праве. А дали докторката може да ми каже дали постои некаде смеса некоја или лекар или установа да појде да ми укрутат тие зъби? Не разбрав после после 15 години почнува да како патување на лиците да чувствува. Што може сега во овој момент да се направи? Значи да ги попречува нели и во исхраната и во зборувањето. Пред 15 години тоа е доста долг период. Со годините, значи, настанува промени во организмот, настанува и самите протези, тоа го предизвикува, значи, атрофија на коскиното ткиво и сега тоа лежиште што било претhodно не е во таа димензија, не е исто. Сега зависи од тоа во каква состојба се протезите, може кај докторот или стоматологот или специјалист по протетика, обично, може да се направи, значи пополнување или ребазација на тоталната протеза, доколку има услови, сепак тоа треба да го процени докторот, или пак да се направат други протези. Така, тоа е решението, дефинитивно. Добар ден за следниот гледач. Повелете, добар ден. Сега од Битола, поздрав до емисијата и до докторката. Ви благодариме. Дали се слушаме? Ве слушаме одлично, да. Повелете со прашањето. Јас едно прашање имаме за врска со зъбите. Малце сме го подминати години. Зъбите... Да, продолжите. Дали сте се уште на линија? Се исклучи гледачот, но еве спомена малку сум во поодминати години. Тоа не е пречка за да се прават какви било интервенции, нели да се значи за да се откаже човек. Веќе имам доста години, не ми се потребни зъбите така. Тоа што на некој начин ни условува дали да преземеме некоја интервенција или не, здравствената состојба. Годините никогаш не се пречка за вештачки зъби, па дури и за импланти. Така, да. Не слушнавме каков е здравствениот проблем. Кој е проблемот, но во секој случај не треба да биде пречка да се побара
помош од стоматолог за да се најде решението. Тука завршуваме со јавувањата на гледачите за да оставиме барем малку простор да ни ги кажете и последните совети и препораки упатени до сите нас како да се грижиме за оралното здравје, да имаме убави и здрави заби и убава и блискава насмевка. Значи да имаме здрави заби, да имаме добро здравје, неопходно е да се грижиме. Како тоа да го направиме? Значи со самото згрижување во домашни услови, со редовно и правилно миење или четкање на забите. Редовно миење на забите, значи по правило миење на заби после секој оброк. Меѓутоа, доколку не сме во состојба, знаеме дека сите сме во работен однос надвор од домовите, неопходно е барем 2 пати дневно да се четкат и да се мијат забите. Исто така да напоменам дека и правилното четкање е многу битно. Правилниот избор на четка за заби. Четкањето на забите значи се треба да се направи со користење на четки со медиум, значи дебелина на влакната, да не бидат премногу цврсти или премногу меки, меѓутоа да имат цврстина за да се може да отстранат забниот плак, меѓутоа да бидат доволно меки за да не оштетат забната супстанца и мекото непсе. Исто така, значи, користење на забен конец во пределите каде што не можеме ние да стигнеме со четката за заби, тоа го правиме со употреба на дентален конец, а исто така употребата на антисептички средства за плакнење на устата. Освен ова, да кажеме, грижа во домашни така најосновна, која што за мене е најбитна, исто така, значи, редовната контрола на докторот стоматолог е неопходна и тоа би требало да биде 2 пати годишно. Значи, секој на 6 месеци, 6 месеци без разлика дали имаме ние некакви симптоми или немаме. Поради тоа што секоја, значи, патологија, доколку навреме значи пристапиме, ќе имаме подобар резултат во однос на напредните ќе биде излекувана и третирана. Ви благодарам што ни бевте денеска на висата. Благодарам за поканата. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на Канал 5 телевизија. Имајте убав и пријатен ден. Се гледаме повторно утре, 10 минути пред 11 часот. Довидување.